Гостиварските градинки се веќе подготвени за прием на нови дечиња. И покрај неодамно отворената градинка Пчелка, која е со капацитет од 120 деца, сепак и натаму има недостаток на слободни места, па на листа на чекање има речиси 200 дечиња. Инака, како што веќе се најавува, во 2018-та се очекува започнување на изградба на уште една градинка и отворање на 4 градинки во веќе постоечки објекти. Бројот на деца кои што сакаат да престојуваат е преголем. Значи имавме 312 дечиња на листа на чекање, од кои што годинава ќе ги примаме во 3 групи. Првата група е од 4 септември, втората група ќе почне од 18 септември и третата група на примање на деца од 1 октомври. Во моментов, значи оваа учебна година, примени се 200 деца од 312, што значи другите немаме можност никаква за да бидат згрижени во нашата институција, од кои 94 дечиња се македонски и 96 деца се албански, 10 дечиња се турци и роми 12. Таа е бројната состојба во моментов. Значи имаме 518 деца згрижени плюс овие 200 деца, значи че имаме 718 деца во моментов примени во нашата институција. Децата се распоредени според возрастните групи. Недостатокот на вработени е преголем. Значи во моментов 13 ги плаќа локалната самоуправа вработени и очекуваме уште 7 да бидат примени во најкраток можен рок. Неодамно пред 2 години беше отворена една градинка. Така. Се задоволи капацитетот, но дали се превзема некои нови мерки, бидејќи се уште имаме деца кои што не се згрижени во градинката. Така, и покрај тоа што се отвори градинката Пчелка, значи која што има капацитет на 120 деца, и таа е над капацитет, значи тука ќе имат околу 140 дечиња примени, 20 над бројната состојба, која што треба да ја има таа градинка. Во 2018 локалната самоуправа и Министерството за труд и социјална политика прават напори да се изгради скроз нов објект, односно нова градинка од голем капацитет. Се надевам дека ова нивна замисла ќе стане реалност и градот конечно нема да има проблем со уписи на бројната состојба. Ќе се отвара градинка во село Чегране. Таа градинка ќе брои, мислам дека е 60 дечиња, ќе постојат 2 групи и очекуваме до 15 септември да биде отворена. Имаме информација од страна на локалната самоуправа дека после избори ќе се отвараат уште 5 центри